Добар ден. Добре дојдовте во најновото издание за крај на оваа недела. Петочно, сончев, убав ден. Јас и колегата Владко Чаловски сме веќе подготвени. Секако тој во продолжение ќе ви презентира, односно прочита што се ќе содржи ова отворено студио 1 и се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Да, во ова маратонско студио 1 кое што започнува од 14 часот, трае до 23 часот. Стандардно, оно што е практика, во 14 часот со Јана започнуваме со оние извадоци од гостувањата дали во отвореното студио, дали во централниот дневник. За почеток ќе слушнеме дел од Саша Богдановиќ, кој што им беше гостин на колегите Антонио Крстевски и Елена Милошевска, градоначалникот на општина Центар. Потоа ќе слушнеме изјавата од Сузана Стојановска, мајка на две деца, едно дете со Даунов синдром, другото со оштетен вид, знаете, вчера беше светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Потоа ќе слушнеме дел од разговорот на колегата Александар Чомовски со универзитетските професори Ирина Пановска и Сашо Дохчев на темата донирање за пресадување бубрези и коскена срж. Сите овие разговори секако комплетно ќе можете, односно можете да ги погледнете на YouTube каналот на 1TV или на вебсајтот 1tv.mk. Ке следи потоа информативното издание во рамките на Студио 1 вестите со колешката Елена Джугуманова. Ќе ја проследете секако и временската прогноза на нашиот Славчо Поповски. Пред јас и Јана да се вратиме овде во студиото во 15:20 часот, а наша прва гостинка за денеска е Аријана Коскарова, косопственичка на Creative Hub, а ќе разговараме за учеството на жените во IT индустријата. И секако во 15:40, она што е стандард, овде меѓу нас ќе седне колегата Дејан Андоновиќ, ќе разговараме за темите кои што се во фокусот од светот, како и од регионот. Потоа повторно ќе ги проследите вестите со Джугуманова, за јас и Јана да се вратиме околу 17 часот овде и верувам дека ова е една тема која што сериозно ќе го задржи вашето внимание. Имено ќе зборуваме со Елена Митровска од Сдруженијето Билка, а тоа е една табу тема или веќе не е табу тема. Конопфест во Македонија, едукација и разбивање на табуата. Откако јас и Јана секако ќе се одјавиме за денеска во 15:25, 15:30 часот ќе следи забавниот дел. Прво автобусот и Драган Вучич, потоа ексклузив со нивните забавни прилози и потоа Сергеј Варошлија со модната полиција, како што јас сакам да ја нарекувам. Во студиото ќе ве дружи потоа колешката Јадранка Костова. Прва тема на која што ќе разговара со нејзиниот соговорник, адвокатот Димитар Савовски, е сите оние правни дилеми кои што се јавуваат откако родители го кренаа својот глас за забраната нивните невакцинирани деца да можат да бидат згрижени во градинка, а гостинка на Јадранка Костова во дневникот е Жанета Скерлев и една интересна тема која што веќе неколку месеци или години е присутна во јавноста, ќе зборуваат за Брекзит. Темата е насловена Екзит од Брекзит. Во 21 часот ќе се дружите со колегите од спортската редакција, односно Дамјан Николовски, авторската емисија Спорт 1. Ќе се разговара за сите оние предизвици кои што ја очекуваат репрезентацијата на Македонија во квалификациите, како и синокешниот натпревар кој Македонија го доби со резултатот 3:1 и потоа гостувањето на Македонија во Словенија, какви се нашите шанси таму. Гостин е поранешниот фудбалер Сргјан Захариевски. Во 22 часот овде во студиото се враќа колешката Јадранка Костова. Таа ќе разговара за пресудите за крвавиот четврток, блокадата од председателот Иванов на законите, непотизмот, како и многу други теми со Горан Мисовски, кој што е подпредседател на Собранието на Македонија, и во 22:35 часот е последното издание на вестите. Ете, така накратко ќе се одвива денешниот ден. Така.
А сега започнуваме со она што го најавивме. Ќе погледнеме еден извадок односно дел од вчерашното гостување на градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ тука во отвореното студио 1. Имено последниве 2 дена е актуелна темата по одлуката на Уставниот суд да се запре мораториумот кој што беше од општина Центар за градба. Секако во оваа општина предизвика многу реакции, секако и од скопјани, меѓутоа и од локалната власт. Богдановиќ даде одговори како гледаат од неговата општина и самиот тој на ваквата одлука, вели дека се разочарани и дека нивната борба и сите правни лекови против ваквата одлука на Уставниот суд нема да се опре тука. Секако разговараше и на други актуелни теми по однос на дивењето на кафанџиите и оној проблем кој што секако жителите во Центар го имаат со терасите на кафулињата и кафаните. Да слушнеме дел од неговото гостување. Дали до сега имавте средба со собствениците на локалите, оние кои што ги држат, а ќе бидат офатени со... Да, ние имавме 2 средби, по нивно барање, еднаш по моје барање, чисто да ги наговестиме работите кои што ги спремаме и да ги кажеме проблемите со кои што се соочуваме на терен, бидејќи имаше такви критики дека некои кога трнавме со уривање на одредени тараси или кога трнавме со постапување за одредени работи, дека ние, не знам, пречекоруваме некои активности и рековме барем ајде да се собереме да видиме што е тоа што не се задоволни од нас, а јас да им кажам што е тоа што не чини кај нив. И ги кажавме, ги замоливме да си превземат одредени мерки, бидејќи поголем дел, а да не кажам 90% од угостителските објекти имаат веќе донесено решение за отстранување. Некои имаат и кривични пријави и очигледно дали сакаат или не сакаат да сватат сериозноста дека треба да се постапат по решение кое што е донесено од овластен инспектор и од тоа нема бегање. Дали тоа значи дека градот им давал одобренија неосновани? Не. Не значи тоа, тоа значи дека они го имаат злоупотребено одобрението што им го дал градот. Односно градот злоупотребено на кој начин? Па на пример они ќе добијат градот го одобрува елаборатот кој што го има донесено. Они ќе донесат елаборат со тоа што ќе дадат податоци едно, а на терен ќе спроведат друго. На пример ќе добијат за 2 метра да добијат урбана опрема, они ќе стават 4. Или ќе кажа дека нема дрва, а уствари има дрва, таму си има параметар од дрво колку треба да биде трнато настрана. И затоа ние сакаме да смениме скроз праксата, затоа бараме кај нас, за да ние излеземе на терен, па измериме дали фактичката состојба која што они ни ја прикажуваат во документите е таква или не е таква. Што откривте на терен? На терен откривме дека 90% од елаборатите не соодветствуваат со вистинската фактичка состојба што има на терен. Минатата година имаше исто така, знам дека уривање на дел од летната тераса на бастиони и други кафулиња кои што беа на Рузвелтова. Мислам дека и сега повторно е бастион во некоја таква состојба, ако не се лажам. Во бастион имаше уривање, да, имаше кривична пријава, што после за чудо, тоа само сакам да знаете со каква проблематика се соочуваме, значи покрај уривањето, покрај сите оние пенали што ни ги дозволува законот и правилниците да ги изречеме или како прекршочни мерки, собственикот на локалот или тој што е под наем таму, повторно се дрзна да смени само нешто мал дел и повторно да напредна. Да повторно треба да се соочи со ново решение за уривање. Дали е тоа конкретно само за тоа кафуле или има слични ситуации? Имаше слични ситуации. Реално само до сега имаше постапено сам да си го отстрани е дискотеката која што беше направена во градскиот парк, односно позади воен стадион, односно објектот. И човекот си го прифати решението, рече да, точно. Не рушите вие, бидејќи тоа ќе не чини многу скапо, му дадовме рок, човекот се отстрани во градбата. А да се навратиме на состанокот кој што го имавте со угостителите, кои беа нивните главни забелешки? Па нивните главни забелешки беа дека они всушност бараат на некој начин да не се менува тоа што го имаат направено, на некој начин да се легализира. Тоа е едноставно невозможно да се направи, тоа пробував да им го објаснувам неколку пати. И нормално бара да се толкува на некој начин правилникот, односно правилникот да се направи во нивна корист. И тоа не е возможно, не е реално, бидејќи имате параметри, законски норми на кои што
ние го правиме, не ми текнало сега мене сам да го направам правилникот, него сме седнале, сме извадиле од тој закон тоа и јасно е дефинирано. И сега моментот е дека кој ќе дојде кај нас да треба да поднесат за било какво одобрение за урбана опрема, ние нема да го дозволиме додека не видиме фактичката состојба на терен. Тоа не беше случај до сега? Па не одолучувавме ние. Да, меѓутоа градот не е испраќал од она што го имате како информација на терен да ја... Не можам да знам дека испраќат, али дали испраќале сега да не можам да знам, бидејќи они го покриваат целиот град и можеби недостаток на инспектори довело во ситуација да не можат секаде да покријат. Вие имате и ситуација да отидете и на лице место, да видите дека нема ништо, го одобрувате лаборат, чекате, ама во текот на градот он си проширува. Или надодава после. Имало такви случаи? Да, како не имаме ситуација каде што на пример му биле дозволени не знам 5 маси, вие поминувате се е во ред, после тоа вади 10, вади 15. Сега што е моментот во самиот правилник? Ако еднаш прекрши, тогаш нема право веќе во наредна година да добие. Така да мислам дека со вие одредби од новиот правилник малце ќе се подзапраша, чекај дали е во ред да прекршиме нешто, затоа што после па воопшто нема да може да добиеме никаква согласност за наредна година и така натака. Назад сме во живо од студиото. Вчера кај Чомовски гостинка беше Сузана Стојановска, мајка на 2 деца, едното со Даунов синдром, другото со оштетен вид. Дали сме подготвени како општество да ги отфрлиме предрасудите кон лицата со попреченост? Како тоа ние влијаеме врз таквите лица? И оваа приказна на Стојановска можете да ја погледнете на YouTube каналот на 1 ТВ, а сега слушаме само дел од нејзиниот живот. Како изгледа едно утро, еден ден на самохраната Сузана? Едно утро на самохраната Сузана стануваме во 6 наутро, се спремаме со Денис. Денис тргнува во училиште. Имам во моментов човек што го носи, пошто морам да останам со Никола. Го носи до училиште, во меѓувреме јас средувам по дома, го будам Никола, станува и тој во училиште, се спрема сам и сам си оди во училиште. Има образовен асистент, нели од UNDP проектот што е, му е доделен образовен асистент. Во периодот кога се двајцата они на училиште, јас се занимавам со Сдруженијето, значи со Трисомија 21 и интензивно работиме на отварањето на дневниот центар. Прв во Македонија. Тука имате проблеми. Зошто имате проблеми или сте во заостаток на времето да го отворите? Немаме проблеми. Имаше некои административни бариери, меѓутоа време на денови више кога ќе се отвори. Што би представувало тој центар? Големо олеснување за родителите. Јас, например, кога ми беше Никола помал, да го имав тој дневен центар, да ми беше овозможено, да имав каде да го оставам Никола, ќе бев вработена, ќе си работев, ќе си земав плата, ќе имав многу подобри услови за живење. Ќе можев на Никола да му обезбедам многу подобри услови и едноставно ќе имав време за кафе со моите поголеми деца или со пријателките. И поголеми деца имате? Да. Уште колку? Јас сум баба. Баба сте веќе? Да. Браво. Одлична баба. Имаше едно време една брза бабичка, ја викавме. Да, супер бабичка беше, да. Очигледно дека... Каков е односот на другите деца кон нив? Па, многу голема поддршка имам, значи од другите деца, мада ќерката има 2 малечки дечиња. Синот се уште нема деца, меѓутоа имам целосна максимална поддршка во све што ќе одлучам. Значи, кога беше одлуката дали да земам дете како згрижувач да го чувам, ја имав потполно поддршката и од двајцата и ми помагаат кога се нели слободно време кога имаат, ќе дојдат и ги земат да ги прошетаат до золошка, до парк или било каде во кафич, на некоја забава. Значи, благодарна сум и горда што сум одгледала такви деца. Никола, имаш телефон? Да. И мајка ти ѕвони на телефон? Да. И се јавуваш? Да. И што и велиш? Тука сум во школа. Тоа. Во школа, да. Во школа, добро. Стравувате ли дека кога оди сам, дека може евентуално да залута некој да си поигра со него, да го отстрани од патеката, да биде изложен на ризик на пешачењето и на сообраќајниот метеж? Така. Не.
Да? Нема да се случи такво Не, нешто. ти си сигурен дека ќе стигнеш до школа. Да. Да, и после кога ќе завршиш школото? Право дома. Тута. Дома. Дома. Да. А како јаваш на мајка ти дека си одиш дома? На телефон? Да. Да. Универзитетските професори, секако и медицински лица, Ирина Пановска и Сашо Дохчев, вчера во отвореното студио разговараа со Александар Чумовски во однос на оние процедури за пресадување на бубрези и коскен на срж, нешто што е релативно во нашава земја и секако многу актуелно, меѓутоа и многу потребно во третманот на сите оние заболени лица. Секако имаше многу прашања, но и многу разговори како се воспоставува овој систем, меѓутоа и колку сме подготвени како земја и секако како медицински лица за вакви зафати и вакви операции. Во продолжение ќе погледнеме и дел од овој разговор. Еден од зафатите што го изведовте беше со донорство од странство. Зошто? Значи вака, трансплантацијата представува, малку ќе бидам поопширна за да може да ме разберат гледачите. Трансплантацијата представува единствена куративна метода, значи метода со која што можат да се излекуваат голем број на малигни хематолошки заболувања. Всушност, денеска има околу 70 различни болести за кои што единствена опција да се излекуваат представува трансплантација на коскена срцевина. За да можеме да трансплантираме коскена срцевина, тој што донира мора да биде хајла идентичен со тој што ја прима коскената срцевина. Што значи ова? Дека клетките во нашето тело имаат одредени карактеристики кои што се специфични за нас. Тие се и за членовите од нашата фамилија, односно најдобри донори се браќата и сестрите. Меѓутоа е добро што во светот секој од нас има потенцијално 9 до 10 луѓе кај кои тие молекули му се совпаѓаат, што велиме ние хајла се идентични. Во фамилијата само 25% се шанси да имаме идентичен донор. Значи, за 25% од пациентите наоѓаме фамилиарен донор. За останатите пациенти бараме донор во светските регистри на доброволни дарители на коскена срцевина. За тоа подоцна. Значи за регистрите што е најважната Токму затоа овој пациент на кој што не само еден, тоа беше првата несродна трансплантација, сега веќе можам да кажам дека е стандард на лекување. Во меѓувреме ја изведов нистата интервенција и кај едно дете со апластична анемија. Во моментот во процедура спремаме 2 нови интервенции. Значи воспоставивме систем на лекување, немаше во фамилијата донор и заради тоа момчето му побаравме во светскиот регистар потенцијален донор. Најдовме млада девојка од Полска која што се совпаѓаше, која неколку години пред тоа доброволно се запишала во полскиот регистар дека е потенцијален дарител и на некој доколку му треба ќе му даде коскена срцевина за да му го спаси живот. Добро, тоа се објаснувањето на Ирина Пановска. Професоре Дохчев, колку што јас следам, за разлика од еден прилично мртов период на трансплантации на бубрези, некако се забрефтавте особено со ова кадаверична трансплантација. Што тоа значи за нашите гледачи кои не мора да ги знаат медицинските трауми и медицинската терминологија? Така, прво благодарам на поканата. Ево ја да се извинам бидејќи сум настинат и се уште по терапија реконвалесцент практично. Добро, благодарам за довербата. Не можев да одбијам поканата. Трансплантацијата во нашава држава, сега Република Северна Македонија, датира од 1977 година. Периоди различни, може да се одвојат со отприлика едно 3 фази на развојот на трансплантацијата. Нормално, пионерскиот период се карактеризира со поединечен број на трансплантации, спорадичен би го нарекол, период од 18-20 години, кои од прилика 30 на 30 до 35 трансплантации до 95 година се направени, начело со доктор Иван Влашки, тој е основоположникот на нашата клиника и нашата клиника го носи неговото име, во соработка со професор Францисковиќ од Риека. Тоа е направена првата трансплантација 1977 година. Иако во Риека е 71 или 72 и тоа е еден од важните југословенски уролошки центри. Така, не касниме многу во однос на тој податок. Од 1995 година до 2012 година се направени најголемиот број на трансплантации. Еве, за среќа и јас бев член на делот тој тим од 1990 година. Сум член на тимот за трансплантација. 216, значи тоа е период од 16 на години.
Ова што го спомнавте, точно е, од 2012 година навака како да направивме еден бум, се забрефтавме, точно е тоа, и направивме за краток временски период од 6 години, бидејќи ќе напоменам дека една година за жал беше и стопирана трансплантацијата, забранета од поранешниот министер за здравство, да не навлагаме од кои причини, не би ги елаборирал сега. Направивме 159 трансплантации за 6 години. Тоа е една огромна бројка на трансплантација, повеќе се од жив дарител, значи од living donor трансплантација. И после 25 години, 2014 година, ја возобновивме кадаверичната трансплантација, ова што сакате вие да ја потенцирате и на вистина треба да се потенцира. Направивме за неполна една година 15 кадаверични трансплантации. И потоа настана оној, ви кажав, стопирање, забрана, како сакате наречите го, период за кој тоа се разлози кои не би ги коментирал. За среќа, после убедување со тогашниот министер, мои убедувања и на останатите колеги нормално, продолживме со трансплантацијата и еве сега повторно за краток временски период од living donor трансплантацијата си продолжи по редовниот тек, а кадаверична трансплантација, еве за последните 3 месеци направивме 6 кадаверични трансплантации, што на вистина представува еден извонреден успех. И како е на увертира пред вестите на 1TV за кои што следуваат секако за кратко, денес се одбележува меѓународниот ден на водата. Но она што е загрижувачки податок е дека до овој момент статистиките покажуваат дека повеќе од 2 милиарди луѓе денеска живеат без вода. Чаловски. Иако властите во Скопје велат дека Македонија, барем скопјани и Македонија пијат вода, една од најквалитетните води во Европа, да, како што самата рече, околу 2 милиарди луѓе живеат без вода според податоците на Обединетите нации. Околу 4 милиарди луѓе се соочуваат со недостиг на вода во траење од еден месец во текот на годината, додека приближно 159 милиони луѓе собираат вода за пиење од површински води, од езера и потоци. Тоа е еден загрижувачки податок и како велат во годините кои што нас ке не нема, за 100-200 години, војната ќе биде за водата. Тоа е една таква урбана. Да, и тука пред крај се наметнува на главно прашање бар за нас тука овој регион, колку го цениме она што го имаме всушност, а некој го нема. Да, почитувани, време е да го заокружиме овој прв блок од отвореното студио 1. Со мене со мојот колега Владко Чаловски. Најавивме веќе во продолжение следуваат вестите на 1TV. Со нас повторно се гледате во 15 часот и 20 минути. Среќен роден ден, 1TV. Триесетина родители покренаа судска постапка против забраната нивните невакцинирани деца да можат да бидат згрижени во градинка. За правните дилеми. Гостин во отворено студио во 19 часот и 25 минути. Адвокатот Димитар Савов.